Слободната држава Саксонија, како дел од Германската федерација со околу 4,5 милиони жители, се простира на крајниот исток на Сојузна република Германија по границата со Полска и Чешка. Главен град е Дрезден со над 500.000 жители. Распослан од двете страни на бреговите на реката Елба, овој бисер на барокната архитектура е еден од најубавите градови во Германија. Градбите во централното градско подрачје или стариот дел на градот датираат од времето на кралската династија од 17 и 18 век, кога бил и престолнина на кралството Саксонија. Со својата убавина и привлечност низ вековите, го добил и епитетот Фиренца на Елба. Во текот на својата 8-вековна историја, како град, може би досега имал најповеќе подеми и падови. За прв пат се споменува во 12 век и 3 векови подоцна станува седиште на саксонските војводи. Во втората половина на 18 век Дрезден во 2 наврати е брутално разрушуван. Најпрвен за време на 7-годишната војна и подоцна со Наполеоновите походи, кога во него биле стационирани француските војски. Сепак успева да одолее, да преживее и да стане револуционерна колевка во 1848 година. Благодарение на богатите рудни наоѓалишта, пред се на камен и аглен, индустриализацијата зема голем замав, па градот во 19 и првата половина од 20 век се развива во главен економски центар во овој дел на земјата. Бројот на населението за нецели 100 години се зголемува за 7 пати и во 1933 година брои 650.000 жители. Во февруари 1945 сојузничките сили немилосредно го бомбардираат градот и комплетно го уништуваат историскиот дел од метрополата на Елба. Сепак, Дрезден по кој знае кој пат, како феникс, се издига од пепелта и блеснува со целиот свој сјај. Најголемиот дел од градбите, како кралскиот замок Цвингер, кој импресионира со својата големина, дворската католичка црква, операта Земпер, црквата Света Богородица, уметничката академија и поголем дел од историските барокни згради во центарот на градот се обновени и повторно изградени во периодот по Втората светска војна и посебно по обединувањето на Сојузна република Германија. Дрезден одново зрачи и остава длабок впечаток на секој посетител. Неговите жители, посебно постарите, се секогаш подготвени да ги поделат своите искуства, посебно во делот на културата и историјата на регионот во целина. Како куриозитет, треба да се спомене дека последна е обновена црквата посветена на Пресвета Богородица, чија 13 годишна реконструкција е завршена во 2005 година и за што се потрошени 125 милиони евра. Женската црква, како што ја нарекуваат мештаните, била срушена до темел, а денес, поради незината грандиозност, покрај за религиозни обреди, се користи и како сала за изведба на музички концерти. По големата војна, Дрезден го зазема приматот, културно, административно, политичко и универзитетско средиште во поранешна источна Германија и составен дел од метрополитското подрачје познато како Саксонски триаголник, кој го чини заедно со Лајпциг и Кемниц. Денес овој ултрамодерен град, заедно со регионот во целина, чекори забрзано кон целосно исполнување на западноевропските норми и стандарди. По опаѓањето на железната завеса во 1989 година, Источна Германија, а со тоа и слободната држава Саксонија, влезе во транзиционен процес, а паралелно со тоа се одвиваше трансформацијата на државниот капитал во приватен. Министерството за внатрешни работи во државата Саксонија е задолжено за реализација на регионалниот развој.
Ова министерство во соработка со Министерствата за економија, земјоделство, култура и социјални работи ја чинат Министерската работна група за имплементација на регионалните приоритети. Менаџирањето и финансирањето се спроведува регресивно во рок од 3 години, што значи дека до финалната фаза најголеми ингеренции се даваат на регионот и локалната самоуправа. Поедноставно кажано, Министерството на слободната држава во соработка со федералната влада и европските фондови за економски развој ги донираат средствата, а меѓусебната координација и одговорноста паѓа врз локалната самоуправа за реализација на проектите од регионално значење. Саксонците и воопшто источногерманците многу одамна дошле до заклучок дека поедини општини или помали градови немаат можност самостојно да вложуваат во капитални проекти. Нито една локална заедница не може да го понесе финансискиот товар, а доколку тоа и го стори, без подршка на регионот, ќе ја изгуби одржливоста како основна компонента во функционирањето. Покрај ова, од суштествено значење е транспарентноста во работењето. Тоа пред се значи навремено и прецизно информирање на даночните обврзници за идејните планови и програми и висината на цената која треба да ја платат за остварување на истите. Несомнено, може да се има извонреден производ или понуда, но доколку благовремено не се пласира на пазарот, може да представува само промашена инвестиција. Затоа, значајно место во регионалните проекти се посветува на трговскиот и туристичкиот маркетинг. 30 на километри северозападно од Дрезден се наоѓа малото населено место Небелштоц. Ова поголемо село е карактеристично по тоа што 80% од населението им припаѓа на лужичките срби. Лужичките срби се малцинска етничка заедница која говори на дијалект од западнословенската група на јазици под влијание на чешкиот и полскиот и нема ништо заедничко со нашите истоимени северни соседи. Името го добиле по областа Лужица, која освен во Саксонија се простира и во Брандербург. Најголем дел од нив се протестанти, но за да ја покажат својата гостопримливост кон припадниците на сите нации, изработиле Зулу кукла, која е својвидна маскота на селото. По затворањето на големите индустријски капацитети за производство на тули, населението започнува да инвестира во производство на еколошка храна и биогорива. Локалната заедница брои само 1250 жители, а буџетот на општината им изнесува 1.200.000 евра. Тоа е премногу и за германски услови, но голем дел од средствата се трошат за реализација на нови иновативни идеи кои ќе донесат светла иднина за младите генерации и секако за поврзување во рамките на регионот како неделлива целина. За зголемување на понудата, многу старини се откупени од други места, за мали средства преадаптирани и идеално вклопени во природниот амбиент. Цитау е мало градче со околу 30.000 жители, сместено на тромеѓето меѓу Чешка и Полска. Цитау и припаѓа на областа Горлиц, во југозападниот дел на Саксонија. Се карактеризира со специфична архитектура, која во текот на вековите потпаѓала под влијание на разни надворешни стилови. Најмаркантен пример е градската кула изградена во италијански стил. Оваа појава за преземање на разни странски уметнички правци е најстара во цела Германија. Одличната местоположба овозможува добра меѓугранична соработка и реализација на меѓународни проекти. Но тоа е полесно да се каже отколку да се оствари, зашто и покрај одстранетите гранични бариери, културните и економските разлики тешко се пребродуваат. Еден од најзначајните регионални проекти кој успешно се реализира веќе 10 години, е изградбата на една економска и 5 индустријско-комерцијални зони на вкупна површина од 90 хектари. Најпривлечно за инвеститорите е ниската цена на земјиштето, која изнесува по 9 евра за метар квадратен
и е за 12 пати пониска во однос на останатите делови од земјата. Услов е работната сила да се регрутира од локалното население и да се издвојува одреден процент од државните давачки. На тој начин се намалува бројот на невработените, а се полни општинската каса. 40 на километри североисточно се наоѓа малото погранично градче на самата гранична линија со Полска, Остриц. Манастирскиот комплекс во кој се негува љубовта кон покојниот папа Пољак Јован Павле II е вистински пример за меѓусебна почит и помирување. Меѓутоа, манастирот не е само туристичка атракција во недопрената природа. Во непосредната близина е изградена мала камена брана за прифат на водите од помала река, чиј воден потенцијал е помал од реките во Источна Македонија. Долу течението на реката изградени се неколку вакви помали хидроцентрали за производство на електрична енергија, со кои се задоволуваат 50% од потребите на домаќинствата во микрорегионот. Овој крај изобилува со борови шуми и помали пилани кои се занимаваат со обработка на дрвото. Локалните власти увиделе добра можност за искористување на пилевината за производство на топлинска и електрична енергија, не само за сопствените потреби, туку и за поширокиот регион. Вакви постројки кои ќе ја користат биомасата се неопходни посебно за источниот регион, зашто навистина нашите пилани имаат голем потенцијал за снабдување на вакви капацитети, а засега остануваат неискористени. Во евентуален недостиг на суровина од шумите, биоцентралите ќе може да работат на маслодојна репка. Индустријски најразвиените подрачја во Саксонија го заземаат низиниот југозападен дел. Тоа се окрузите Цвикау и Ерцгеберг, каде доминантна улога има автомобилската индустрија. За реализација на програмата за регионален развој и надминување на транзиционата криза, на која не остана имуно ниту источно-германското стопанство, последниве 10 години формирани се повеќе индустријско-комерцијални зони. Класичен пример за преструктурирање е фабриката Континентал, која во поранишниот систем произведувала делови за Трабант, а подоцна за автомобили од Запад. Застарената технологија и лом производството ја води фабриката кон нерентабилност. Спасот го изнаоѓаат во воведување на нови иновативни идеи од западни компании, подигање на поволни бизнис кредитни линии и обезбедување на собствен брендиран производ. Успехот на регионот се базира врз доброто менаџирање на општините и соработката со посебните здруженија формирани за контрола на финансиските средства. За анулирање на било какви несакани последици постои посебен, така наречен бизнис инкубатор. Неговата основна задача е давање на техничка и експертска подршка за работа на фабриките во регионот, изнаоѓање финансиски поволни линии, бизнис партнери и презентација на пазарот. Плауен е модерен град во кој се испреплетува традиционалното со современото. Го зазема крајниот југозападен дел на државата Саксонија. Има 70.000 жители и е главен административен центар во регионот Фоктланд. Посебен шарм му даваат романтичните улици и старите градби, кои до денес успеале да обстојат на запад на времето и безбројните војни кои низ историјата се воделе на оваа територија. Битисувањето на Плауен е многу слично со она на Дрезден. И овде се карактеристични барокните архитектонски зданија, меѓу кои предничи изградата на Фоктландскиот театар, во кој покрај театарски представи повеќе од 100 години се одржуваат и мюзикли, балет и опера. 75% од градот биле до темел срушени во текот на Втората светска војна, а новата комунистичка власт
не била заинтересирана за обнова на разрушеното. Жителите посебно се горди на своето активно учество во настаните, кои придонесоа за паѓањето на Берлинскиот зид. Плауен е град кој стана светски познат во 19. век благодарение на развојот на текстилството, конкретно на уникатните плауенски везови. Иако овој занает бил развиен уште во 15. и 16. век, вистински процут доживува со воведувањето на манифактурното производство. Везовите од Плауен ја освоиле првата награда на светската изложба во Париз во далечната 1900 година. По Втората светска војна, занаетчискиот еснав е поттиснат од големите текстилни фабрики со голем број вработени, а низок приход. Во 80-тите и 90-тите години на минатиот век, текстилната индустрија колабира, со што се создава потреба од отворање на нови капацитети. Со помош на европските фондови и донации од Западна Германија, се отвораат помали фабрики со високо софистицирани машини за производство на ткаинини со карактеристични везени орнаменти. Сепак и тоа не било доволно, па сега фирмите се преориентираат за производствени погони за ткаинини кои ќе се користат за потребите на хај-тек технологиите. За сите овие преквалификации во индустријата, само во Плауен, изминативе 15 години, се инвестирани 250 милиони евра. Иако инфраструктурно солидно средена, Саксонија, како и остатокот од поранешна Источна Германија, се соочува со голем демографски предизвик. За 20 години околу 40% од населението емигрирало на запад, а во услови на глобална финансиска криза, трендот продолжува со несмален интензитет. Мнозинството го чинат лица постари од 50 години, а младата популација во вкупниот број на население влегува со минимален процент. Овој факт е повеќе од загрижувачки, зашто сепак иднината им припаѓа токму ним.